Го следите најновото издание на регионалните вести. Да не се дозволи среќата во едно семејство да заврши со тага во друго семејство, апелираше градоначалникот на општина Гостивар Невзат Бета. Повод за денешната пресконференција беше смртта на 10-годишно дете во Гостивар од куршум испукан на свадбена веселба. За талканиот куршум кој во Гостивар усмрти дете најверојатно испукан од свадбена церемонија, утврдија првичните информации на полицијата. СВР Тетово по извршениот увид собраните материјални докази, интензивно работи на откривање на сторителот. Експертите велат дека лицето кое го испукало смртоносниот куршум може многу лесно да се пронајде, доколку пиштолот кој го потребил на веселбата го поседува законски. Кој низ целиот свет има и легално оружје, нормално дека поседуваат луѓето, но има сега во последен период и легално што се дадени и ако е употребено во конкретен случај такво оружје, тогаш со сигурност ќе се идентификува сторителот. Инаку полицијата сигурно дека треба да ги зачестува во летниот период, особено контролите. И тоа е малку деликатно како да се контролира целата колона каде што имаме свадби. Од општина Гостивар денеска на пресконференција изразија жалење за трагичниот настан. Градоначалникот Невзат Бета вели дека локалната власт за време на летниот период постојано апелира да не се употребува оружје на свадбени церемонии. Сега ќе бидеме и командирот поактивен и јас као градоначалник ќе го користам мојот авторитет кај моите граѓани да не се употребуваат оружјата и да не се прави радоста со оружје. Оружјето не го сака никој. Од СВР Тетово потврдува дека често пати во Полошкиот регион се употребува оружје на веселби. Најчесто настрадуваат гостите, но има и случаи на повредени лица кои живеат или поменуваат покрај објектите каде се организираат веселбите. Казните за употреба на оружје на јавни места се движат од 100 до 500 евра, а доколку со негова употреба се загрози нечија безбедност, сторителот се гони и кривично. Од залутан куршум во понеделникот загина 10-годишно дете, додека играше со своите другарчиња пред својот дом во гостиварската населба Фазанерија. Поради немање кворум, денес не се одржа 29-та седница на општина Брвеница. Според најавите, советниците на денешната седница требаше да расправаат за една точка поврзана со образованието. Согласноста за формирање на паралелки со помал број на ученици под 24 во основните училишта во општина Брвеница беше единствената точка од дневниот ред која денес на 29-та седница требаше да ја разгледаат советниците од општина Брвеница. Поради немање кворум, таа денес не се одржа. Според градоначалникот Енвер Пајазити, на сите ученици треба да им се овозможи квалитетно образование и соодветни услови за школување. Од општина Брвеница прават напори што побрзо да финализира и изградбата на училиштето во Долни Челопек. Школото во Долни Челопек и тоа се влече со години од некаде 2010-та и така стално секоја година се ветело дека ќе се најде во буџетот на министерството, меѓутоа никогаш уште до сега не се исполни тоа ветување или желба. И дефинитивно ние веќе не можевме да го одложиме ова работа, бидејќи истекнувале сите рокови кон изведувачот што бил изабран на тендер кога се започна тие градежните работи и ние најдовме пак добра волја и од страна на Советот и од страна на другите, да кажемо, во општинската администрација, ме поддржа да ми со буџетот наш да го започнуваме доградбата, значи завршувањето на карабина на школото и работите течат и сум оптимиста дека за месец дена најкасно школото ќе биде во фаза на карабина, значи завршено и понатаму останува отворено како од кои извори ќе го довршуваме тоа. Со ова потек ми направивме така, исто и со Советот се консултиравме, отворивме пат за да може, бар ако ништо друго, да влезе како во новата програма на Министерството за финансии изградбата на училиштето во Гурбница, бидејќи таму е многу во хаотична состојба и се надевам дека ова ќе биде еден стимул, еден потик за да позбилно да ги сваќат нашите барања. Токму заради школите и денеска вие сте сведоци, Советот немаше кворум, меѓутоа едина точка на дневен ред беше токму образованието, бидејќи се наоѓаме во многу тешка состојба, што ние више ги
исцрпивме сите наши ресурси, можности и така натамо, веќе не знаем од кого да барам спас, затоа го свикав советот, уште еднаш да образложам во детали за состојбите во кои се наоѓаме и да донесемо една одлука како понатамо, што јас лично спремам и информација до влада, нека превземат одговорност што понатаму, бидејќи ова е 6-та година од кога сум јас градоначалник, една жута банка не е од Министерството за образование пуштена во општина Брвеница по однос на одржавање и инвестиции по школиве. Све што е направено, одржавање, технички вака, така, све од буџетот на општината. А буџетот на општината како наша се знаат дека се лимитирани, ние немаме потенцијали економски големи, градежно земјиште уште не располагаме со ингеренциите, така да поред сета желба, сите ние ги потрошивме сите наши можности и ресурси. Затоа отворено барам поддршка од институциите и од, да кажем, добронамерните луѓе кои можат да помогнат во оваа област, која е многу осетливо. Инаку точката која денес беше предвидена да се разгледа ќе биде дел од некој од следните седници на Советот на општина Брвеница. Австријскиот бренд на игри на среќа Адмирал отвори казино во Тетово. Казиното е опремено со најсовремени апарати од познатиот производител на машини за игри на среќа Novomatic Group. Најмодерниот и познат австријски бренд на игри на среќа Адмирал отвори казино и во Тетово. Казиното се наоѓа во центарот на градот во дел од просториите на хотел Лирак. Апаратите во казиното се од познатата компанија за производство на машини за игри на среќа Novomatic Group, кој поседува голем број на казина и во Лас Вегас. Ова е веќе 19-ти Адмирал електронски клуб или електронско казино, кое што е дел од групацијата Novomatic, познатиот австријски бренд. И вечерва во Тетово го отвараме најновиот и најсовремениот наш клуб. Сработи за клуб од 450 метри квадратни, сместен во центарот на Тетово, каде што ги имаме изложено и во употреба најновите машини кои што Novomatic ги има произведено. Се работи за машини од моделите 640, 610 и најновите VIP машини кои што се во моментот зад мене и кои што не можете да ги најдете во ниту еден друг објект кој што е, да кажам, кој што се бави со истиот бизнес. Какви други игри на среќа има тука во објект, каде што може да се задоволува се установи што ги спомнува? Она што е карактеристично за нашиот бренд се, повторно ќе кажам, електронски машини, кои што покрај тоа што се како посебни машини, имаме и познати рулети, тоа се автоматски комплетно, ние немаме живо казино. Во моментот во Тетово имаме некаде 73 играчки места, што значи дека капацитетот е многу голем и во моментот во исто време може да сместат поголем број на луѓе кои што нормално се надеваме дека ќе се забавуваат. Адмирал нуди бесплатни пијалоци за секој посетител, а за играчите приредува голем број изненадувања. Постојано имаме некакви новитети, зависно од градот во кој што постои објектот и од интересот на луѓето што живеат и што се забавуваат во нашите објекти. Happy Hour ни е познат, да кажам, термин кој што го потребуваме секоја недела, имаме посебен джекпот кој што се добива во текот на денот. Имаме повеќе видови на джекпотови, кои што и најпознатиот, најголемиот Адмирал джекпот, кој што е на ниво на цела Македонија. Не би да откривам за какви суми се работи, сепак би сакала да ги поканам граѓаните на Тетово да дојдат и да го видат објектот, да го сватат ова како еден вид на забава, бидејќи не само Адмирал како бренд, туку и целата групација Novomatic се трудиме да овој вид на забава биде исклучиво забава, па дури и за семејството, да кажам, нормално над 18 години, да поминат едно убаво, да кажам, убав дел од денот, не мора да биде вечерта, може да биде во било кој дел од денот, бидејќи работиме 24 часа. Пијалоците се бесплатни кои што ги служиме во текот на играњето, така да навистина оној што ќе го свати како игра може многу убаво да си помине кај нас. Адмирал во Македонија поседува 19 казина и според вложените пари во државата и бројот на вработени, појавана е втора австријска компанија со странска инвестиција. Апсолутно немаме, да кажам, никаква си сума која што треба да се вложи или да се потроши за да може да се забавуваат. Навистина може и со 50 денари, кое што е вредност на едно кафе да се напиете било каде, а кафето сепак ќе го добиете и плюс и друго пиење што би сакале нормално да се напиете додека играте. Што значи ова инвестиција за градот и за Македонија?
Па ова е веќе нова повторна австријска инвестиција каде што нема тука да застане. Ние сме во моментот во подготовка на уште неколку нови вакви објекти во Гевгелија, во Скопје уште неколку објекти, во Крива Паланка, во Кичево, така да очекувате до крајот на годината на вистина брендот да го прошириме некаде сигурно до 25 објекти. Апсолутно. Во моментот Адмирал вработува преку 250 луѓе и сметајте дека со секој ново казино значи се отвараат некаде 10 до 15 нови работни места, така да до крајот на годината сигурно ќе бидеме преку 300. Казиното Адмирал ќе работи 24 часа. Партијата за демократски просперитет испрати соопштение до јавноста. Партијата за демократски просперитет е на став дека наредните парламентарни избори кои ќе се одржат на 24 април 2016 треба да бидат со нова изборна регулатива што подразбира и составување на нов изборен список и соодветни измени во Законот за престој и живеалиште со цел да се избегнат изборните манипулации регистрирани за време на претходните избори и потврдени од страна на невладините организации, политички партии и мисијата на ОПСЕ, ОДИХР и извештајот Прибе. Ставот на ПДП е Република Македонија да биде изборна единица со отворени листи и без утврден изборен праг. ПДП смета дека на тој начин демократијата во Македонија ќе добие нов квалитет на поголемото парламентарно присуство на помалите политички партии и ќе се оневозможува монополот на политичкото одлучување на големите партии. ПДП исто така смета дека треба да се укине законската одредба на избор на пратеници од диаспората од причина што тоа е прескап проект за Македонија кој се изведува преку систем на неравноправност на тежина на гласовите, наведуваат во соопштението. Недостатокот на дрва за горење во складиштата, како и драстичното зголемување на цените на истото за ПДП е сигурен знак дека долгата политичка и економска криза почна да го зема својот данок од џебовите на граѓаните, посебно од најсиромашниот слој. ПДП исто така смета дека тоа е резултат на недостигот на долгорочната стратегија на владата за изнаоѓање на алтернативни решенија на енергија во недостаток на можноста за снабдување со гас на населението. Една од главните причини за зголемување на цената на огревните дрва е минатогодишното донесување на пакетот на мерки на владата со кој се воведува монопол во оваа област и се усложнуваат административните процедури за добивање на дозвола за користење на огревните дрва. На крајот од соопштението наведуваат, ПДП настојува владата да донесе одлука за либерализација на пазарот на снабдување со огревни дрва и на тој начин ќе падне цената на огревните дрва, која во моментов е највисока во регионот. Ќе се одбележува годишнината од загинувањето на бранителот Цоки Стојановски од Тетово. Во петок 31 август ќе се одбележи годишнината од загинувањето на полицајецот Цоки Стојановски кој го положи животот во одбраната на Македонија во 2001 година. Организациониот одбор ги поканува граѓаните на положување на свежо цвеќе пред вечниот дом на Цоки Стојановски на православните гробишта во Тетово во петок во 8 часот. Потоа во 8:30 ќе се посети спомен бистата на Цоки во кругот на автопатната полиција. Во 9 часот ќе се посети местото на загинувањето, а во 9:30 часот ќе се отвори меморијалниот турнир во мал фудбал во спортската сала во Брвеница. Еден работник почина и еден е тешко повреден во фабриката за мермер Лабисчина во прилепското село Ново Лагово. Несреќата се случила вчера околу 18 часот пред ателието за преработка на гранит и мермер при истоварање на гранитни плочи од товарно моторно возило. Плочите се навалиле и паднале врз двајца работници. Едниот работник починал на самото место, а другиот се здобил со тешки повреди и бил префрлен во медицинскиот центар во Прилеп. Прилепската полиција веднаш излегла и извршила увид, информираат дека се работи на целосно расчистување на настанот. Спорниот закон за задолжително плаќање придонеси за хонорарците се повлече. Од 1 август сите оние кои заработуваат по основ на авторски договор или хонорар нема да мораат да ги плаќаат придонесите за здравствено и пензиско осигурување кои ги наметна владата. Носењето законски измени со кои на хонорарците им се наметна обврската да плаќаат придонеси предизвика револт, незадоволство и неколку протести на засегнатите хонорарци.
Утрешниот ден ќе биде последен од првата работна недела на работната група на кој ќе се дискутира за изборниот пакет. Веќе в четврток представниците на партиите потписници на договорот од Пржино го отвораат прашањето за избор, овластување, законски измени и ингеренции на специјалниот јавен обвинител, кој од септември треба да ја истражува аферата за прислушувањето. Од работната група порачуваат дека ќе се дискутира околу законските измени, ингеренциите и обврските на новиот специјален обвинител, кој произлегува од протоколот на договорот од Пржино. Европскиот суд за човекови права во Страсбург донесе уште една пресуда против Македонија. Земјава ќе треба да му исплати уштета од 15.000 евра на кумановски хирург кој бил жртва на полициска бруталност. Настанот се случил во 2004 година на паркинг во Куманово, каде хирургот го паркирал својот автомобил. Иако немало знак за забрана за паркирање, полицајците го казниле и физички го нападнале. Иако во неколку наврати им нагласил дека има здравствени проблеми со срцето, тие не престанале со физичкото малтретирање. По покренатата пријава против полицајците и неколку месеци подоцна покренатото обвинение, Кумановскиот основен суд ја запрел кривичната постапка и Скопскиот апелационен суд ја одбил жалбата за првостепената одлука. Лото скандал ја тресе Србија. Српското обвинителство отвори истрага откако неколку милиони срби синоќа беа сведоци на сомнително извлекување на броевите во играта на среќа на Државната лотарија на Србија. Гледачите можеа да видат како на екранот излегува број што се уште не е извлечен од барабанот. Имено по првите три броеви 4, 33 и 12 извлечен е и бројот 27, но на екранот се појавува и бројот 21, кој потоа извлечен како петти во низата. Дополнителна причина за сомнеш дека извлекувањето не е регуларно дава и однесувањето на водителката која цело време делува збунето. Државната лотарија на Србија преку соопштение објасни дека на синоќешното извлекување дошло до техничка грешка, односно дека се случило поради грешка на операторот кој испишал погрешен број на екранот. Европската комисија ја разбира загриженоста на Хрватска, но ја поддржува арбитражната постапка и смета дека во арбитражниот договор постојат механизми за решавање на проблемите, изјави портпаролката на Европската комисија Мина Андреева. Во исто време, хрватскиот премиер Зоран Милановиќ му испрати писмо на словенечкиот колега Миро Церар, во кој порачува оти арбитражата за границата меѓу Хрватска и Словенија не може да продолжи поради нарушената веродостојност на постапките. Француската полиција денеска соопшти дека откриле тело на мигрант од Судан кој починал од удар од камион додека се обидувал да влезе во евротунелот под Ла-Манш. Починатиот имал околу 30 години, тој заедно со уште 1500 други мигранти се обидувал да стигне до Велика Британија. Повеќе од 200 француски полицајци се распоредени за да спречат обиди за илегално влегување во тунелот. Од почетокот на јуни 9 мигранти загинале во обид да стигнат до Велика Британија преку евротунелот. Афганистанската влада потврди дека талибанскиот лидер Мула Мохамед Омар е мртов од 2013 година, изјави еден представник од Афганистанскиот национален совет за безбедност за Радио Слободен Афганистан, кој инсистирал на анонимност. Тој не соопштил дополнителни детали. Афганистанската телевизија Канал 1 јавува дека афганистанските власти веста за смртта Мула Омар ја добиле од владата од Пакистан. Пакистанската полиција соопшти дека го убила Малик Ишак, водачот на забранетата сунитска милитантска група Лакшар-е-Џангви. Минатата недела, додека бил префрлен во затвор, група негови поддржувачи отвори оган врз полицискиот конвој. Во престрелката биле убиени Ишак, неговите 2 сина и 11 милитанти. Лакшар-е-Џангви стои зад некои од најсилните напади против шиитските муслимани во Пакистан во изминатите години. Многумина бараа французинот да му се спротистави на Сеп Блатер на изборите што се одржаа пред неколку месеци, но Мишел Платини тогаш го одби овој предизвик. Сепак по скандалот што ја потресе светската куќа на фудбалот, првиот човек на УЕФА реши да се пријави на новите избори што ќе се одржуваат во февруари следната година. Ова беше многу лична, внимателно разгледана одлука со која на вага ја ставив иднината на фудбалот и мојата иднина, гласеше известувањето на Мишел Платини.
Денес имавме сончево и многу топло време. Утринските температури се движеа од 15 до 24 степени, а дневните од 31 до 40 степени. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност и многу топло. Во текот на ноќта, четвртокот кон петокот, постојат услови за локални врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 18 до 29 степени, а дневните од 30 до 40 степени. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.